Лековитите билки се едни од најстарите начини за лекување на најразновидни болести, но дали покрај нивната голема лекувачка моќ ги користиме секојдневно или само кога сме болни? Научно е докажано дека чаевите можат да ја подобрат вкупната состојба на организмот и да го спречат настанувањето на многу болести. Мајчина душица највише ја конзумира. Јадам се леп со неа, не поубава таа или бат горска оваа што е цветчињата што се има планинските што се сега оше рано е. Не знам ја, тие се земат тука кога ја берат, каде се има го нашиот крај. Па има секаде кај нас има, Велишкото има таму, Богомило. Јас сум таму. Докажано е дека придобивките од мајчината душица се огромни. Помага при кашлица, болки во грлото, придонесува за подобрување на имунитетот и служи за намалување на воспалителните процеси. Делува смирувачки, влијае позитивно на расположението. Пијам повеќе чајови, јас сам од село дете. Мајчина душа, мента, кантарион, берам се од тамо. Кој други ги пиеше? Имам повеќе чајови. Од бозел пијам. 10 чајби си наберам за цела година и си пијам со комшиките чај, кафе не пијам. Освежува, убаво, пријатно. Кафето го пијам по ручок. Повеќе нас сабеле пијам. Дават ги у ракија, кантариона, например, за рани. Ако нешто се пресечеш или тоа, да се намачкаш по-лесно да ти помине. Кантариона највеќе етерични масла ли што има, највеќе се користат за тоа и тоа. Не, нането се употребува и во јадење. Павчите го има и го има почесто, само зимниот период го нема. Не, имаме го и го сушеме за зимно време, за во гравче, во јадење. Во некои земји чајот е повеќе од пијалак. Тој е ритуал кој има лично и општествено значење. Во македонската култура, моќта на билките длабоко присутна во традицијата.